Самиот факт што постојат сомнежи во јавноста дека некој тргува со правото и правдината во оваа држава, самото тоа говори во каков амбиент и во какво општество живееме. Дали е точно дека неколкумина ваши пратеници преговараат за обезбедување на двотретинско? Непринципиелно и навистина не би сакал да верувам и не би можел да верувам дека некој воопшто во оваа држава размислува да тргува со нешто за кое што граѓаните во оваа држава на 30 септември јасно и гласно кажаа дека го отфрлат. Без разлика дали станува збор за пратеници од страна на ВМРО-ДПМН и коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН или пратеници од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господин Мицковски, понудивте две опции. Може ли мало појаснување што е разликата меѓу првата и втората во однос на оној делот на вашите услови кои што претходно ги дадовте, дали во втората опција ги исклучува тие пршинска влада студена или пак само плюс го нудите ова како посебно обвинителство? Многу јасно беше и првата и втората опција. Разликата е што во првата опција бараме да се предложи јавен обвинител кој што ќе биде на предлог на опозицијата, а во втората опција велиме веднаш после изборите да формираме институција која што ќе се занимава со организираниот криминал и корупција во оваа држава веднаш по престанокот на мандатот на политизираното специјално јавно обвинителство, кое што ќе ги доистражи и комплетно ќе ги документира содржината на сите оние нелегално стекнати материјали за кои што ова политизирано специјално јавно обвинителство тврдеше дека нема време да го направи, но истовремено ќе се позанимава и со таквите материјали кои што се однесуваат на опозицијата и на Зоран Заев, но истовремено ќе ги истражи сите оние сомнежи за сторен криминал од страна на владата предводена од СДСМ и Зоран Заев и сите оние нерегуларности, девијантни појави и брутални полнења на кутии кои што се незапаметени за една демократска земја, а кои што де факто се случуваа за време на референдумското изјаснување на 30 септември. За тоа имаме документиран материјал, снимен материјал, сведочења од наблюдувачи кои што присуствувале на тие настани. Што во случај, бидејќи власта инсистира на или скратени рокови избори, ви инсистирате прежинската влада. Ако власта инсистира да оди на избори по скратени рокови, дали ВМРО-ДПМН би учествувал? Оваа влада, предводена од СДСМ и Зоран Заев, веќе во два наврати го покажа својот недемократски и неевропски карактер на начин на кој што најпрвен ги организираше, ги спроведе локалните избори, а потоа и на брутален начин манипулираше со волјата на мнозинството граѓани на денот на референдумското изјаснување, каде што имавме буквално револвераши кои што полнеа кутии, и тоа не на едно, на десетици, а можам да кажам и стотици избирачки места, зашто имаме и материјали снимени, и материјали кои што сме подготвени на неполитизиран и непартиски јавен обвинител да ги доставиме. Она што власта сака со брзи избори, кои што ќе бидат резултат на непочитување на законите, на непочитување на договорот, кој што го постигнавме за време на последната лидерска средба, самото говори каква е желбата на оваа власт и по било која цена да остане и да продолжи да го плячка сопствениот народ и сопствените граѓани. Многу бев јасен и ќе го повторам тоа уште еднашка. На оваа пресконференција кажавме дека е неопходна формирање на пржинска влада и од тоа нема бегање. Бидејќи тука нема правно тумачење дали уставот бил над законите, бидејќи во законот за избор јасно стои што и колку предвидува да трае таа пржинска влада. Така што ВМРО-ДПМН апсолутно стои на ставот дека пржинска влада е неопходна по својата содржина за да гарантира фер и кредибилно изјаснување на следните предвремени парламентарни избори или редовни во зависност од тоа дали повторно Зоран Заев, Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски и групата околу нив манипулира или навистина посакуваа ворени парламентарни избори.